Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Живот на приказна. Јас сум Здравкица Милич и овој пат ќе бидам вашиот домаќин кој ќе угости уште еден соговорник кој и овој пат за прв пат ќе проговори за некои работи од својот живот. Се надам дека и овој пат ќе бидеме интересни и дека ќе останете на фреквенциите на македонската телевизија. Бидете со нас и слушнете кратката најава за тоа кој е денешен соговорник во ова издание. Наше задоволство, вечерва ни гостува еден од најдобрите женски вокали, Ивона Јо. Ивона Јовановиќ, или само Ивона Јо, е родена во Куманово, а своите музички почетоци ги направи на македонскиот идол пред 10 години. Секогаш искрена и бездлакна на јазикот. Ве очекува супер емисија. Веќе во кратката најава слушнавте за кога станува збор, а јас ќе кажам топло добре дојде за Ивона Јо, која за прв пат ќе зборува за некои работи од својот живот. Здраво, Ивона, како си предса да те прашам? Ти благодарам на поканата, прекрасно, едва чекам да си позборуваме. И јас едва чекам, повели, ова е твојата позиција. Не случајно те прашав како си, така некако секоја емисија ја почнуваме со тоа што навистина во последно време имам чувство дека луѓето ги забораваат основните работи и забораваат најчесто да прашаат вистински како си ја некако проформа. Апсолутно се согласувам со тебе и јас во моето друштво ме викаат Еве почна со нејзините, јас прво сите на психотерапија, ајде да видиме како сме, што сме. После кога ќе дојдат трчарските муабети, ја веќе спијам дома. Така што прекрасно прашање, ти благодарам, веќе подобро, веќе сум чекор понапред и поблиску до лајф настапите постоперативно, но еве да не откриваме си на самиот почеток. Се приспособувам. Имаш само 28 години, не знам колку досега си имала прилика да зборуваш за твоето детство, за твоите почетоци, иако пред цели 10 години генерално се појави во јавноста, претходно исто така се занимаваше со музика, меѓутоа не знам од каде потекнуваат корените. Дали има некој во твоето потесно семејство кој што се занимава со музика? Никој фамилиарно не се занимава со музика, нема ни талент, имаат голема желба. Јас велам, но талентот не ми е наследен. Има една снимка, ова никогаш никаде не сум го кажала, има една снимка мојата прабаба, која што се вика Даница, на снимка каде после моето крштевање, собрани се фамилиарно и со оние стари камери се снима, тука има чат, цигари, и јас плачам. Во еден момент и баба Лепа, која што и ден денес уште скока на секоја мое дека не ми е добро нешто, јас плачам и она станува да ме земе од количките и баба Даница вели, остави ја нека плаче, таа ќе биде еден ден пејачка. И го има тоа на снимка, како фатено, само е потивко, ама јас го имам доловено и е онака едно пророчанство нејзино. Да. И велат дека таа кога работела на нивите, знаела да пее и сите да ги зачара и да ја слушаат. Значи сепак има некоја генетика. Да, но јас тоа го немам слушнато, затоа што и мајка ми вели за себе дека знае да пее, но не пее. Така што кога е само сама. Така што јас само слушам дека баба Даница добро знаела да пее, немам потврдено, но ја паметам и се имаме запознаено. Така, Куманово е местото каде што си родена, сега веќе не живееш таму. Што те врзува најмногу за Куманово? Како ти беше детството? Имаш убаво детство? Да, имав прекрасно детство. Детство исполнето со љубов, со грижа, со дури премногу грижа во одредени моменти, затоа што бев прво дете во фамилијата после толку многу време. Се селевме, памтам дека се селевме многу. Се имам преселено во 3 куќи. Сега кај што но само во Куманово, така? Да, не во други градови? Не во Куманово. И сега моментално, мислам, живеелиштето ми е таму. Веќе немам соба, ми ја тргнаа, ја дадоа на брат ми, но нема врска секако. Тоа е, растена сум со љубов, со разбирање дека
мајка ми и ден денес знае да каже се може, но љубовта кон братот и вашето заедништво не смеете да го изгубите. И навистина тоа е така, затоа што таа растена во една заедница која што исполнета со љубов, татко ми исто така со својот брат, така што сум растена. Тоа се вистински вредности, управувана на еден прав начин. Колку Со што се знае. занимаваат твоите родители? Татко ми работи надвор од државата. За жал, моментално е на пауза затоа што има некои здравствени проблеми со кичмениот столб, а мајка ми е здравствен работник во болницата во Куманово, работи сметководство, не е здравствен работник како туку работи во администрација. Така, а твојот брат, он е помал од тебе, така? Тој е помал од мене 7 години, 6,5-7 години. Тој заврши програмирање, курс по програмирање, но се уште се бара. Знаете како мажите малку по-касно. Подоцно созреваат, да. Тука му стои знаењето, не може никој да му го земе, но се уште се бара, се уште се истражува. Му се лутев до пред некое време, сега веќе го пуштам затоа што гледам дека знаете како секој пат си е сопствен пат и не можам јас да му го преусмерам патот, исто како што и моите не може мојот да го. Да, тоа сакав да те прашам, дали ја имаш поддршката од твоите родители? Како реагира кога им кажа дека сакаш да се занимаваш со музика? Дури пред 3 месеци по прв пат слушнав од мајка ми еден збор, велеше на една жена во Турција, знаеш како зборува на српски, знаеш како Ивона секогаш одеше 2 чекори напред, а ние со нашите уверувања ја влечавме 4 чекори назад, по прв пат изговорено. До тогаш не знаев дека е свесна на тоа. Иако, јас ова гласно го зборувам, ние во 4 зида го имаме направено муабетот, таа веќе не се лути. Тие се растени во едно друго време, каде што музиката кај што била приоритет, била многу озлогласена и не верувале. Дали ти им замеруваш поради тоа? Не, им замерував, но поранешната Ивона, затоа велам дека Ивона пред операцијата е една Ивона после операцијата друга Ивона, им замерував многу, сега веќе не. Знаеле толку и не можам да им се лутам. Благодарение на тие сите чекори кои што сум ги правела ради нив, денеска сум тука и сум благодарна на ова што сум денес и без искуството од порано и без тие 2 запишани факултета поради мама и поради незините уверувања дека нештото не може во Македонија без врски да се успее и без грб музички. Јас бев доказ дека може. И како ден денес живеам од тоа, благодарна на Бога за се што ми го има подарено и дадено. Така што на кратко тоа не им се лутам. Мајка ми е една прекрасна жена која што малку потешко така признава дека знае да греши, но од друга страна татко ми уште од мала го сакаше и го оценеше многу мојот талент, иако никогаш јавно не доаѓаше на стапите, затоа што многу тешко се носеше со оние моменти позади камерата што се случуваат, тоа се коментари за мојот изглед и стално, затоа што тоа е малку по-конфликтен. Тоа најмногу те погодува и тебе, а сигурно и твоите родители. Мислам, никој не би сакал да слушне нешто лошо за своето дете, меѓутоа, мислам дека и од тој аспект родителите се плашат да дадат некоја поддршка на децата кои се одлучуваат да тргнат по таков пат. Дали го избра ти потешкиот пат, Ева? Да, само да докажам за тато дека навистина беше единствениот кој што заедно со еве, ја го спомнам и баба Лепа, на мајката која што верува и ми велеа оди пеј, остави, се окей, ке се дошколуваш, оди пеј, но јас поприврзана бев со мајка ми и така да татко ми многу стално знае ден денес да кажа ти кажав, не го изговараме тоа, велам, следна тема ми кажа, морав да го одам патот, што се надоврзува на нареднава тема. Зависи која е дефиницијата за тешко. Мојот пат не е лесен, но мојот пат е мој пат и за ништо на светот не би го сменила. Затоа што навистина, еве денеска, до денешниот датум, ништо во животот не би сменила и секоја одлука би ја иста би ја донела која што го крои тој пат.
Така што зависи што е дефиниција за тешко. Не е најлесно. Добро, полесно е кога имаш нека позадина, полесно е кога ти одат работите онака лесно. Секако. Но во твојот случај не е баш така. Да. Имаше храброст да се пријавиш исто на една аудиција и тоа не во Македонија, туку во Србија, така Звезда Гранда. Што ти донесе 2 пати? Еве, првиот пат не можам да кажам дека бил неуспех, бидејќи си првиот пат беше многу поуспешен за разлика од вториот. Зошто се пријави втор пат после 2-3 години како? Не знам да ти одговорам на ова прашање. Немам точна информација кај мене зошто е тоа по втор пат. Прв пат знам дека беше желба баба, тато и дедо живееа, мислам за тоа, нон-стоп гледаа Гранд. И као пријави се. Секако не се пријавив кога тие сака, туку мене кога ми дојде. Лежа во болница на инфективна и постојано идеше Звезда Гранда, денеска аудиција. И не знаев ја дека ќе се пријавам. Тоа не беше буквално мој избор. Туку лежа во болница, гледав, ја прашав докторката, не ми одобри. Си ја извадив инфузијата и заминав на аудицијата. И имав прилично успешна аудиција, со бронхитис сум на аудицијата. И тоа беше прва сезона емитувана во Македонија, која што беше многу успешна. Таа година, истата година се одржуваше финалето во Македонија. И стигнав до предпоследниот круг, односно пред полуфинале, каде што бев. Какво искуство ти беше првата, какво втората? Одлично искуство од оваа перспектива. Тогаш мислев дека е светот неправедно место, светот дека ме исфрлиле ради мојот изглед, ради тоа е. Да, постојано потенцираш ради твојот изглед. Ти си една искрено била дека комплиментот жена е најискрен, искрено ти кажам, ти си прво пред се млада и убава девојка. Зошто го потенцираш тоа постојано изглед? Дали вишокот на килограми, мислиш дека вишокот на килограми пречи за да се занимаваш со таа професија, меѓутоа не си ти една единствена која има повеќе килограми? Точно така. Од останатите. Пречи, не е пресудно, но пречи. Пред се најбитно за да се занимаваш со во музичкиве води во кои што јас пливаме, гласот кој што ми е дарба од Бога. Секундарно е енергијата која што ја изнесуваме ние на самите лайв настапи. Јас пеам лайв на сите мои настапи, ништо плейбек. И за да изнесеш ти таа енергија, мораш да имаш ти енергија. А за да ја изнесеш таа енергија која немаш таа енергија заради дебелината, доаѓаме до одговорот на прашањето дека дебелината пречи за да дадеш нешто на публиката. Јас веќе подолго време зборам на таа тема, односно ме прати Дали те прати тоа од детството? Да, или? Да, од детството. Од детството сум ме викале кровна и толумба. Од детството датира мојот изглед и мојата крупноќа, здравствените проблеми сите кои што ги имав поврзани со дебелината и се смени и се почна да оди на подобро од како ја направив првата операцијата на желудникот во Турција. Пред колку години ја направи првата операција? 2021, 26 август е првата операција. И затоа велам, јас имам 2 животи, почетокот на вториот живот ми е од тој момент, затоа што се смени. Од тој момент го отпишав факултетот, кој што премногу беше токсичен за мене, студирав на стоматологија и баш сега се враќам од кафе со колечките со кои што уште сум другарка и ме опишува као еден од поуспешните студенти таму со 40 и повеќе од 40 положени испити во трета година, скоро сите. Најтешкиот дел го поминав, но душата секогаш знаела со што ќе се занимава. Само јас не сум ја слушала добро и доволно јасно, не сум ја дозволувала да допре до мене. Во моментот кога ја направив операцијата и кога почнав да ги чистам тие не вишок килограми, јас милувам да ги кажам, туку вишок на емоции и сите оние епитети и идентитети лепени што не биле мои, јас почнав да доаѓам до мојата срж, а тоа е музиката, која што секогаш од детство ме пратела, само што не била прилепена со некои идентитети кои што не биле мои, кои што биле наметнати од моите, кои што не им се лутам затоа што толку знаеле. Дали трпеше булинг во училиште, во мало, од твоите најблиски? Дали имаше некоја
таква непријатна ситуација додека се чувствуваше неубаво поради вишокот килограми? Растена сум, јас сум дете. Особено во тинеџерските години. Точно, но ние растевме во едно друго време, јас растев во едно друго време, каде што булингот беше директен и не на социјални мрежи, јас немав социјални мрежи кога растев, така што беше многу по страшно да слушнеш директна навреда, погледни се, каква си и слично. Колку тоа влијаеше на тебе? Кога почна гласно да зборуваш за тоа пред твоите дома? Никогаш не зборев гласно со моите дома, затоа што ја немав слободата, мислев дека ќе бидам осудувана. Дури можам да кажам дека сега не сакам да звучи лошо, знаете како најчесто извадено од контекст, но дури и од родителите имав не сака да нивното дете изгледа така како што изгледа и да се чувствува така како што се чувствува и правеа напори да се сменам, но секако погрешни напори затоа што дебелината е многу комплексна тема, доколку погрешно пристапиш можеш да направиш тотално контраефект, а тоа го правеа и во моментот кога застанав позади себе и сама беше свесна што ти се случува, тогаш ја се реши смеев да превземеш некој чекор. До тогаш ништо. Значи тоа беше пред 3 години. 4 веќе. Пред 4 години. Имав јас претходно, извини, обидувања со тоа начин на живот, начини тренинзи со и така менување, амплитуди горе доле, но никогаш не изгледав така како што пред операцијата, но под операција легнав со отприлика да заокружиме не ме земате за збор, но 150 килограми. 150. И колку намали после операцијата? Намалив 60 килограми и после тоа зголемив 10, се вратив на 100 и од ноември до јануари, кога овој сега зборам 2025, ослабев 10 килограми со интензивни тренинзи, спремајќи се за вторава операција, на која што сега бев, а тоа е вишокожа, која што можам да кажам ако во Турција? Да, ако првата операција ми го смени животот, оваа втора операција ми отвори еден портал мој кој што отвори нешто во мене кое што не сум знаела дека постои, а тоа е една силна, храбра жена, која како што е мојата храброст мајка. тоа да го направиш сепак на 24 години. Како изгледаше целиот тој процес? Дали имаше некои посебни припреми? Знам дека Турција најчесто го прават. Сега збориме за вторава операција. За првата операција. За првата? Како почна сето? Првата операција брзо беше. Татко ми дојде од Германија и по прв пат во живот, затоа што немавме отворен однос со татко ми. Застана, седевме во еден локал и ми кажа, јас на вистина не можам да те гледам веќе. Кажи ми дали постои нешто кое што можам јас како татко да направам за да ти помогнам. срекна. Да, прв пат во живот. Јас од нигде Бог ми е сведок дека немав ни немав гуглано дека постои таква операција. Туку тие виуги кога примаме информации на несвесно ниво, јас само застанав и кажав да има една операција која што е кратање на желудник и застана вака. И кажав не знам од кај излезе. Тоа беше 1 август или 2, пак не ме земате за збор. Јас веќе на 8 август на мојот роден ден имав купено карти за Турција, резервирано датум и на 26 летов. И колку дена траеше целата таа процедура? Операцијата траеше 20 минути предвидени, но 40 минути кај мене затоа што имав обилни масти кои што докторот не можеше да ги примети вака. И целиот процес и целата трансформација и целото внимавање, затоа што луѓето обично велат аде бе легнала под нож као лесен пате. Јас велам облечи ги штиклите мои или чевли што и да носам, направи 3 чекори, ама буквално 3 чекори, у нив и погледни колку е лесно. Апсолутно внимавање на исхрана, апсолутно продолжено јадење на протеини, брокули, се она што е здраво за моето тело, но со намалена количина и тоа уствари помошта. Сега желудникот беше и уште е скратен и помали обраци имам. Но за оваа тема имам многу зборено, така што е тема на која што јавноста им е позната и повеќе можеме да обрнеме внимание сега на втората операција која што следи, која што беше онака
неизбежна, затоа што кај мене има извадено докторот Емрах 11 килограми кожа, заедно со прилепени масни наслаги кои што биле за таа кожа. И тоа навистина огромна тежина која што докторот ми кажа, Ивона си носела на грб 11 килограми, дали си свесна дека тоа не била обична килажа која што сум можела јас во тератана како што и правев и како што и вежбав години наназад. Тие килограми и таа кожа била на мене и таа кожа не можеше никако другачија да се отстрани освен со операција, а ми смени многу и... Да, сигурна сум дека делува на твојата самодоварба. Тотално. На мојата самодоварба, на мојата сигурност во себе, за себе и во мојата музика, во секое поле. Нема да застанеш тука, нели? Мислам, сега си многу позадоволна со себе. Во секој случај тоа се гледа по тебе и затоа си решила да направиш вакви чекори, но не застануваш тука, продолжиш и понатаму да се бориш за тоа, да се чувствуваш поубава, да изгледаш поубава, бидејќи тоа го носи она што си одлучила да го работиш. Секоја жена сака да се чувствува удобно во своја кожа. Јас велам дека затоа не судам, секоја жена знае што е потребно за неа да направи. Често на луѓето кои што прават поголем број на естетски хирургии кои што ги менуваат личните идентитети знаат да бидат мета на осудување таргет. Јас велам, не знаеш на таа жена што ви се случува и зошто тоа сака така да го. Најчесто е криење позадинското е најчесто криење од се досега прочитано на нешто што е лично незадоволство по истакнување на убавината. Но ние не сме никој да судиме. Така и кај мене, сакам моментално да уживам, еве сега сме март, сакам да уживам во овој нов идентитет мој, што понатаму не знам. Каква е реакцијата на колку имаш вистински пријатели, колку те поддржаа во тоа што да направи? Имам свој мали свет и околу njega кинески зид, јас велам да милувам да кажам. Имам двајца без тројца, со кои што го споделувам целиот мој живот. Само 1 до 2 знаат баш се за мене, а само јас знам се за мене. Кога си во 4 зида сама со себе, колку често знаеш да се навратиш на се она што досега си го направила и дали мислиш дека си имала некои 5 минути кои што си ги пропуштила и се каеш можеби поради тоа? Или се уште не дошла твоите 5 минути? Патеката е таа, животот е тој. Има ли некои непријатни ситуации? Сите ние имаме своји 5 минути кои што треба да ги искористиме. Но моите 5 минути, јас живеам со тие уверување дека се 555 кои што ми се тука прилика дадена, колку ми е дадено да живеам, ќе го живеам секој момент и секој период од мојот живот носи нешто свој, но ги носи своите 5 минути. Јас мислам дека максимално сум ги искористила своите 5 минути кои што сум ги живеела во тој период. Сега моите 5 минути ќе ги живеам со ова разина на свест, со ова свест. Најчесто знам да бидам осудена на социјалните мрежи денеска пред 10 години, пред 5 години, затоа сега велам да не дефинираме точни датуми. Сум зборела боди позитивити, а сега се менувам. Лошото кај нас, естрадните луѓе, е тоа што ние се менуваме пред камерите кои што моментално ме снимаат и ние ова го снимаме во 2025-та и доколку во 2026-та еден мој став е сменет, јас тоа јавно во 2026-та на некоја наредна емисија, во некој наредно гостување, јас ќе се сменам јавно. Ние не се менуваме во 4 зида, ние се менуваме јавно. И доколку јас се менувам јавно... Секогаш стоиш позади тоа што... Да, во тој период. Но јас сум подложена... Да, тогаш така си размислувала и затоа тоа си го кажала. Јас сум живеела со мислење дека тогаш тоа најдобро сум го... Тоа е така и исправно, така. Сега живеам со една нова разина на свест и тоа не е ништо страшно. Многу често, извини, Вона, многу често знаеш да бидеш бунтовна на социјалните мрежи, знаеш да влегуваш во некои конфликти, знаеш да се бориш за своите права. Колку секојдневно имаш некои
булинг на таа тема, колку често си нервозна, колку често не можеш да поднесеш за тоа што трпиш неправда на некој таков начин. Јас сум бунтовник. Колку те чини тоа? Не само за себе. Јас сум бунтовник за се она што јас сум го искусила како искуство и ќе најде пред мене и ќе биде така некако кажано со навреда спрема некој или спрема мене. Конкретно еве последнава ситуација беше на нокти бев пред некој ден и една мајка збореше за сопственото дете дека постпорадилно се здебелила и дека нели тоа е таа као имала проблеми со прејадување. Треба да биде на јасно и на чисто дека постојат проблеми со прејадување, односно eating disorder. Тоа што многу луѓе го користат како изговор за да јадат меѓу кои што сум била и јас, е нешто друго, но не можеме ние да кажеме дека као имала. Никој не знае што се случува во 4 зида со човекот, затоа е најпаметно да се избориме за себе. И јас влегувам во дебати и влегувам во конфликти, односно не можам да премолчам кога е неправда таква, а дека јас сум конфликтен човек, дека поштувам туѓо мислење, се дур не навредиш мене, мојот близок, луѓето позади камерата, а гледам дека некој се труди, на тоа не можам да премолчам и нема да премолчам. Дали сум нервозен тип? Тоа... Знае да ме чини секако на моја адреса да стигне закана, да стигне не заслужуваш да живееш и слично, кој што не сакам да го изговарам моментално, но дали ќе ме смени, не. Јас сум тоа, ќе се борам, но знам сега посмирена да сум. Има оние кои знаат да ти кажат браво за храброста, браво за искреноста, браво за суветот. Има многу жени на кои што па и мажи на кои што имам сменато живот преку моите гласни говорења, но јас тоа не го споделувам затоа што тие луѓе заслужуваат своја интима и своја заштита, но еве докторот, иако првата операција не ми беше платена како што милува медиумите да кажат, платена од страна на мојот татко, преку имав информација до тоа време 2022 преку 250 луѓе има сменато живот и животни навики преку операцијата и сите тие ми се имаат јавено и ми се имаат заблагодарено и јас сум пресреќна затоа што тоа што има кажано, мојата мисија не е мојата кариера само, мојата мисија е да делувам позитивно на луѓето и имајќи таа, јас не милувам да кажам публика, имајќи ги луѓето кои што не следат и кои што ја слушаат музиката, јас сум и гласноговорник и ако можам да помогнам со моите зборови, зошто тоа да не го направам? Ако можам некој да заштитам, зошто тоа да не го направам? Не милувам, јас не сум среќна кога ќе навлезам во конфликти, камо среќа да сите го слушаат мојот збор или на луѓето кои што го објавуваат својот живот и кои што гласно зборат, па да направиме едно Македонија да направиме поубаво место за живење, но за жал не е така. Имаш ли луѓе кои знаат да ти кажат стоп, кочи, нема веќе тоа да го правиш, можеби ти се враќа негативно, не можат да сватат позитивно твојата намера со тоа што сакаш да го направиш? Да, и сум кој ти кажува да застанеш? Најчесто тоа е, знае да биде мојата мајка, леле сине, леле немој бе сине, бе што правиш бе, види ова, види она. Знае тука да се пријателите, знае да ми кажат подигни рачна, но веќе знаат дека иако тоа ќе го кажат, јас ќе го истерам по моето, не за да сум управо. Ја не патам од момент да сум управо. Туку едноставно мојата душа тоа го бара и така е. Сега и за тоа се. те исполнува. Не можам да бидам мирна, не можам да останам, например, еве, пред 2-3 дена се тепат на улица две дечиња и сега јас не можам да поминам и да кажам, еј, супер е, две дечиња се тепат. Чекате бе, застанете, што имам Не си имуна на Не, и никогаш нема да бидам. Па ако треба да го носам товарот на грб дека сум таква, ќе го носам. И го носам. Така, како се чувствуваш сега веќе не живееш во Куманово, иако Куманово е многу близко, нели, до Скопје, предпоставувам дека си често на релација Скопје-Куманово. Како е во
сепак е помала средина. Како таму те прифаќаат? Велат дека најтешко е да се пее пред својата публика, пред домашната публика, а ако те прифати твојата публика, веќе прифатен се сегда. Дали е тоа и во твојот случај така? Мојата публика, мојот град и мојата публика во мојот град многу ме сака. Дали добивам прилики често да пеам во мојот град, не можам да се пофалам со тоа. Значи тоа може да биде и контра на што го зборувам, да? Така е сегде, предпоставувам, но јас имам љубов за локалите каде што сум почната. Во тие локали никогаш и не наплаќам сума која што е која што е класична, дури мојот бенд е само еден член не од Куманово и моите членови од бендот се од Куманово, така што таму кога одам еднаш, ама квалитетно да ги изнагушкам сите со мојата енергија. И најтешко е да се пее пред сопствената публика? Па не би го кажала тоа така. Затоа што сигурно дека тоа се луѓе кои ти ги познаваш. Да. Не ти се блиски, меѓутоа некого сигурно си видела. Така е, кајде сега ние ќе ја платиме Ивона кога Ивона пред 7-8 години, 10 години излегуваше тука и пиеше со своите другарки. Тоа е се мислењата на газите, но не им се лутам. Така растеме ние, такви сме си, такви. А каква е поддршката од колегите, Ивона? Од помладите ја немам, од постарите ја имам. Како велат, постарите се помудри, ги слушам, во контакт сум, а од помладите некако постои суета. Јас гледам да ја немам. Јас гледам што ми се допаѓа да објавам и без да ми биде пратено. Има некој со кога не разговараш од колегите? Не постои такво нешто. Не. Ако искрено од македонската сцена ти напишал или ти пришол да ти каже браво, супер. Калиопи е постојано во инбокс со мене и секој чекор ми го прати и секој чекор го пратам и тука е и онака ја чувствувам дека ми е така ме прегрнува со нејзината енергија. Пред операцијата, за време на операцијата дур траеше споделувањето, ми снимаше видеа, ми праќаше како ме поздравува, како ме гушка, како ми праќа љубов низ песните, така што Калиопи, Тамара е тука. Да не ја заборавам и Тамара, од Тамара имам голема поддршка. Од српската сцена? Од српската сцена немам контакт сега за сега со никој со кој што нака сум во постојан контакт. Знам од време на време со писателот со композиторот на мојата прва песна во новиот живот буквално Немања Антониќ кој што пишува на доста звезди во Србија, да стапам во контакт, баш сега сме во комуникации некои, тој почнува со лајф настапи, така што полека на сигурно. Имаш настапи, задоволна си? Да. Имам настапи секогаш доволно и секогаш пратени од Бога толку колку што ми се потребни. Дали сакам уште сакам, дали сум спремна за уште спремна сум и кога ќе после оваа нова. Затоа таа енергија која ја кажавме на почетокот, зошто изгледот влијае не дека не можеш ти да успееш, но зборам во моја искуство, но е многу посигурна сум сега кога можам да дадам енергија, кога ќе можам да облечам нешто што ќе ме прави посамоуверена. И што ќе се чувствуваш поубаво, да. И на тој начин ќе можам да дадам енергијата и на тој начин ќе можеме да трансферираме енергија, затоа што се е енергија. Каде го гледаш своето место моментално на сцената? Моментално... Дали мислиш дека го добиваш оно што го заслужуваш? И каде се гледаш себе си за 5-10 години? Да. Во кој правец ќе се движи твојата кариера? Да, сигурна сум дека го добивам тоа што го заслужувам, затоа што колку даваш, толку и добиваш. Јас до сега толку имам дадено, толку имам добиено. Дали можам уште да, дали сум спремна за уште да, после оваа операција, после се што поминав и се што направив на мојата душа и на сета таа болка претрпена, едвај чекам да застанем, едвај чекам да дадам музиката што имам во мене, има многу. Новитет кај мене што почнав да слушам многу друг тип на музика, да се вртам кон
етно, црковно, мешано со популарно, така што сега за сега нешто такво спремам, кое што ќе го понудам на нашава сцена многу бргу. Но тоа не значи дека сегментот кој што ми е забавен, кој што ќе комерцијалното си останува. Затоа јас велам, јас сум сестран човек и имам љубов растена сум и со народна музика, и со забавна музика, и со класична музика, и со секаков жанр и мислам дека можам се да пеам, освен се немам пробано во опера. Тоа не ме не исполнува, сакам да ја слушам, но не ме исполнува да изведувам, ај не можам. Другово, секој жанр го поштувам, секој жанр го слушам, така што сакам се да пробам. Зошто да не? Сестран човек. Така, кому си многаш капа од естрадата? На Калиопи, дефинитивно на Опи, на сите луѓе кои што се во народната естрада, како да кажам, кои што имаат искуство и фолк сцена, да, кои што имаат искуство позади себе и кои што имаат многу искуство позади себе, многу песни, многу настапи, многу турнеи. На сите си обнувам капа, на сите млади кои што се борат затоа што знам колку е тешко и на секој кој што се бори за да го најде своето место под ова небо, но сакам да порачам и на естрадата и на луѓето кои што ова ќе го следат и на не сите кои што се занимаваат со музика. Не за сите има. Секој треба да се сакаме, треба да се поштуваме, треба да градиме заедништво, треба да снимаме се повеќе дуети затоа што музиката е нешто кое што треба да го споделуваме и едва и чекам, јас и се не можам да кажам се понудив пред 4-5 месеци, може би да не кажам лоша сум со време на слаткар кој што ми кажа Ивона, многу знам дека има љубов спрема мене заедно со Сања. Ивона, сега не е време, ќе дојде. Знаеш дека ќе дојде. И знам дека ќе дојде. Не сум егоцентрик, не сум егоист, сакам да снимам, отворена сум за со сите, отворена сум за да направиме ова естрада македонска да биде поубаво место за живење, но апелирам, за секој има место под ова звездано небо. Така, веќе ми е јасно, имам некоја слика за тебе што те прави срекна, значи срекна те прави кога луѓето се добри, кога го прават тоа што го прават, секој си гледа за себе, секој знае како му е. Точно. Кога последен пат си плачала? Сега на литургија во недела. Одиш често во црква? Да, сега се постите, постам, одам на литургија, почнав пред месец дена пост операцијата да одам. А што знае да те расплаче најчесто? Се знае да ме расплаче. Јас сега не знам како не заплакав, ама валјда сум уморна, денов трае 12 сати. Се знае да ме расплаче, не ги крием емоциите, плачам сегде. Искрена си, знаеш често на луѓето кои што ги сакаш да им кажеш дека ги сакаш и кога тоа си го направила? Да. Секојдневно. Ако не е со те сакаме, со гест те сакам, не е само збор за мене, те сакаме фраза, гест. да. Да, постојано. Јас мојата љубов ја споделувам и затоа велам, што даваш, тоа ти се враќа. Порано сум давала негативитет, се ми е криво затоа што не сум се занимавала со музика, со затоа што не си била задоволна од себе. Не сум била, точно. Да. Затоа сега кога ќе видам некој на социјални мрежи дека ќе ми напише некој погорден збор, не сум сега лека. Сега сум сигурно има проблем. И враќам со љубов и луѓето мислат дека сум иронична. Не сум иронична. Давам љубов затоа што на таа особа треба љубов. Ето, сега фризеров Ивона, што ти стана, вели, дај малку биди, многу си станала народен човек, биди малку врати си се на онаа Ивона. Не, таа Ивона си беше во тој стадиум и таа Ивона градеше окови околу себе и беше се освен народен човек. Сега знам да застанам. Вчера бев на концерт еден на Доминго, бев сама, немав пратња, имав 2 карти, не можеше да стигне со мене да дојде Тамара. И до мене двајца маж и жена,
направивме муабет, се најдовме у тема, си пиевме заедно пиело, као зошто? Зошто да не си народен? Ние сме обични луѓе. Отворена си со сите, така? Да, сега енергетски бирам, не можам со сите, но знаеш како привлекувам сега луѓе кои што се пријатни, мили, фини, кои што луѓето кои што се малку понегативно настроени бегаат од мене. Каде се чувствуваш најбаво? Во кој дел? Во кој град се чувствуваш најбаво? Каде мислиш дека публиката најтопло те прифатила? Што се однесува до публиката, во Пробиштип имам преубаво искуство. Пробиштип е едно од местата на кои што многу често знам да се вратам. Велес. Јас велам, што искрено моје искуство, што помал град, толку публиката е многу по луѓето се многу поотворени за забава, не се дојдени да гледаат кој што носи, туку едноставно тие дигаат раце и пеат. А каде најубаво се чувствувам ван сцена, јас велам, имам желба да стареам во Охрид, да стареам во една куќарка која што ќе гледа на езерото, во една клацкалка, пишувајќи книга. Пишувањето ми исто така страст, читањето ми е страст. Да водиш некој дневник? Да. И не дај Боже да се не дај Боже дневникот на Ивона, да. Да. Не дај Боже да некој дојде до него. Се шалам, не, искрено сум ја, но тоа сепак нели сега ги бираме зборовите со кои што можеме да допреме до луѓето кои што ќе не гледаат, а таму е како ќе ти дојде веднаш. Водам дневник, да, и сакам да стареам така, пишувајќи дневник и гледајќи во Охридското езеро и сега гледам и сечо како правам како ја баба и сега ова го зборам и ја сечам емисијата и после се снимам како стареам. Да. Супер. Која песна може да го опише најдобро твојот живот? И која песна која од некој друг артист би сакала да ја препееш? Прекрасно прашање. Прва што ми дојде на памет е Врвот е дно Тамара и Довидување таго Тамара, затоа што дефинитивно се пронаоѓам во некој сегмент од песните. Довидување таго е дефинитивно нешто кое што ми го обележа овој период, затоа што оставив се позади себе, го сработев и го оставив позади себе и пред прескане ти одговорив на прашањето. Многу често знам да се вратам во своите 4 зида, ама и не толку често затоа што некои сегменти ми се разрешени, нема зошто веќе да копаме по тие фиоки, но знам почесто да ги отварам менталните фиоки. Минатото не можеш да го промениш, туку одиш само напред. Да, но имам искуство секогаш кога еве денеска во денешнава емисија употребив 4 работи кои што на претходнава емисија ги направив погрешно. Што, например? Премногу се самокритично, тоа можам да приметам. Да, например, гестикулациите, ја многу често знам да зборам со фаца и затоа и си создавам брчки, гледам да сум посмирена. Лавот во мене работи, јас сум динамичен човек, но гледам периодов да земам таа моја смиреност и да ја имплементирам во секој сегмент од моето секојдневие, па и во разговорот во емисија и во сообраќај и во се, за да можам да се смирам, затоа што постот не е само што јадеме, туку што излегува од нашиот уста. Да. Можам да кажам дека си го избрала на вистинскиот пат за се ова, како се решила и од кога се решила да работиш на себе во секој поглед. Значи со тоа што пишуваш, со тоа што си превземала нешто за оно што тебе те прави среќна, што ќе ти донесе плюс во оно што сакаш да го работиш. Се надам дека ќе ги оствариш сите оние работи кои ги имаш зацртано, дека нема да се навраќаш на минатото, на оно што не те правило среќна и дека се она што е неправда и тебе те чини несреќна нема да биде во еднината, иако сметам дека социјалните мрежи и не треба толку да ти го расипуваат денот. Ги нема веќе, тоа е чудесно, што откако си го сменив менталниот склоп, откако погледнав од една друга перспектива, птичја перспектива, милувам да кажам, се помалку се на мој профил. Знае сега на рилови... Треба да го користиме доброто од социјалните мрежи, а не лошото. Да, и јас на тоа се фокусирам и откако почнам на тоа да се фокусирам, да се чисти, Бог ги чисти од мој Така, нова песна во блиска иднина? Во многу блиска иднина, за најмногу месец дена. Од кога? Нова верзија.
нова верзија моја, што ви спомнав. Етно елемент со Да, со кого ќе работиш? Тоа ќе биде некој албум или само една песна? Сега за сега е песна. Имам почнат албумот да се крои, да собирам информација од нашите македонски композитори и странски композитори, така што активно се работи и на албумот, но сега фокусот ми е на една песна која што ќе излезе многу бргу. Работам со Темелко Андреев, кој што е композитор од Велес и со кој што ќе направиме една моја магија. И едва чекам да ја дадам на публиката, затоа што верувам дека тоа ќе е магија кој е спремен да ја прими. Одлично, убаво звучи. За крај, би сакала некоја твоја порака до родителите, до децата кои што имаат некој можеби сличен проблем, не можат да зборуваат јавно за тоа, трпат во себе, поради тоа доживуваат булинг. Исто тоа што тебе ти се случувало, ретко кој зборува јавно и гласно, поготово оние кои се занимаваат со една ваква работа. Каков совет би дала до родителите? Дали да си ги слушаат повеќе деца, да секој родител си го знае најдобро своето дете? Која би била твојата порака? Јас упатувам, баш порака до родителите. Знам дека сте зафатени со вашите кариери. Знам денешното општество што прави на мажот и на жената и на фамилијата, но одгледувањето на деца, иако не сум мајка, во блиска иднина се надевам дека ќе се остварам во таа улога. Еден голем апел, разговарете со вашите деца. Првото твое прашање беше како си, нека биде во секојдневна рутина како си, но не само како си да не го слушаш. И дали нешто те мачи, дали имаш некој проблем? Точно, постојан разговор и со пријателите на вашите деца, не сега да се меша во секој сегмент, но најчесто нели споделуваме со пријатели во тие помали возрасти. Разговарате со вашите деца, до децата и до публиката која што не следи, која што е малку повозрастна и свесна за себе, разговарајте со вашите родители или разговарајте со лица кои што можат да ви помогнат, но најважно од се, нурнувајте се почесто во себе и наоѓајте што е тоа што ви попречува, и гласно збората за работите кои што ве мачат, затоа што сите премолчени работи прават канцер, прават болки во грло, прават задршка на емоции, прават негативитет, прават проблеми во исхрана, прават дебелина и прават се она што во денешнината го гледаме и се соочуваме, прават ментални болести, а сите луѓе кои што малку погласно зборат, многу посреќно живеат и многу по јасно и гласно и свесно ги согледуваат тие работи. Ти благодарам на убавата порака, ти благодарам на искрениот муабет и секако на убавото друштво. Ти посакувам успех понатаму и се да оди во... Ти благодарам и на тебе што беше одличен соговорник и на убавите зборови кои што ги Ти благодарам, уште еднаш се надам дека... Дупло да ти се враќа. Ти благодарам, се надам дека бевме пријатно друштво и за нашите гледачи ве закажувам следна средба за 7 дена.